Популизам е една од фразите кои лесно влегуваат во уво и која веројатно пречесто ја слушаме, а означува партии или движења кои излегуваат во становената идеолошка рамка и силно се додворуваат на една од најмоќните категории во политиката – народот. Токму таа прилично непрецизна, но емотивно силна категорија е предмет на манипулации и серија изневерувања во минатото од политичките елити кои стануваат негови смртни непријатели, тогаш кога популистичките партии или движења ќе застанат зад малиот човек и ќе му ветат брзи и праведни решенија за секојдневните проблеми. Не баре претходно никој не се обидел овие проблеми да ги реши и не баре одговорноста за истите не лежи барем малку токму во самиот предмет на желби на новоникнатите демагози. Симнувањето на личната одговорност од плеките на обичниот човек се враќа најчесто во видна поддршка на изборите, на кои популистичките партии освојуваат, да не се лажеме, се повеќе гласови и мандати. Прашање е зошто? И додека мислевме дека сме отпорни на вакви појави, реалноста грубо не демантира. На парламентарните избори следната година популистичките партии, или можеби само една, ќе освојат рекорден број гласови и мандати кај нас, или барем такви се очекувањата. Но ова не направи поразлични од сите други европски земји. Во цела Европа, на национално, но и на ниво на гласање за Европскиот парламент, се очекува исто така рекорден број гласови и мандати за популистичките партии од лево и од десно. Погонското гориво за ваквиот развој се секако серијата кризи кои се случија во Европа, од онаа финансиската во 2007 година до најновата во Украина. Во време на несигурност и страв, популистичките партии цветаат и нудат решенија кои звучат одлично како политички памфлет, но во пракса ретко функционираат. Ама додека провериме дали функционираат или не, популистичките партии и движења сигурно го газат својот политички терен и доживуваат ренесанса на светско ниво. За хуманизам ќе видиме. За феноменот на популизмот зборуваме со Димитар Николовски од Евротинк и Јован Близнаковски од Институтот за социолошки, политички и правни истражувања од Скопје. Да тргнеме од настанувањето на терминот. Очигледно дека терминот популизам ги влече своите јазични корени од терминот популус, односно народ, и дека народот е централна преокупација на популистичките партии. Сепак не може да се каже дека и другите партии кои не се обележани како популистички не го ставаат народот на прво место, но сепак не го носат овој епитет. Што е различно кој популистичките партии во нивниот однос со народот? Никаква блискост, интимност, посебен однос кој другите го немаат? Во 2017 година за потребите на Оксфордскиот прирачник за популизам биле анализирани 14 истакнати научни списанија за политички науки и тие покажале дека 57% од статиите не нудат јасна дефиниција на популизмот, ниту се поклопуваат во доминантните интерпретативни рамки. Например, една од старите дефиниции на популизмот е од Никос Музелис, кој работеше на Грција и правеше некои паралели помеѓу своето истражување и Латинска Америка, заклучувајќи дека популизмот се одликува со присуство на силен лидер, мобилизација на исклучените сектори од општеството и манихеистичка реторика која разликува помеѓу лошата власт и добрите луѓе. Прво имаме ситуација кај што не е само во популизмот, не е само народот тој што е клучен, као што добро забележа ти. Не е единствен компонент на нашата дефиниција на популизам некаква посветеност кон народот. Други два компоненти кои што се многу важни за да направи една партија популистичка е освен таа верба кон моралната супериорност на народот и верба за некаква морална деградација на елитите кои што политичките елити, економските елити и така натака. И освен оваа, значи идеја за морална супериорност на народот, морална деградација на елитите, за да зборуваме за популизам ни треба и некаква идеја дека народот и елитите секогаш се во некоја антагонистичка врска. Да пробаме, ако не може точно да се дефинира поимот, да пробаме со одликите на популистичките партии, или ако не може доволно прецизно да се дефинира. Од една страна постои, од она што јас сум го забележан, константен мотив на виктимизација на народот, односно представување на народот како жртва на злите и користолюбиви политички елити. Од друга страна постои комплетно отстранување на каков било поредок на институции и механизми со оглед дека популистите сакаат директна комуникација со народот, да нема никаков бафер помеѓу нив и народот. Дополнително тука е мотивот на брзи и ефикасни решенија, особено брза правда и по цена на заобиколување на нели и онака корумпираниот судски систем. Тука е антагонизмот и константна поларизација на наши и сите оние кои се против нас, патронизирањето исто така, романтизација на општеството наспроти државата, романтизација на некои дамнешни времиња во кои народот живеел подобро, симпатии кон малиот човек и така натаму, но ова е далеко од исцрпна листа на карактеристики на популистичките движења и партии. Што постои уште во овој популистички универзум?
Една работа што ми се чини дека недостасува е таа една карактеристика на популистички партии што имаме во однос на имплементација и креирање на јавни политики, нешто што го гледаме во нашето општество прилично често. Таа склоност кон брзи решенија, како што беше спомната, не е само склоност кон брза правда, него и склоност како ќе имплементираме нешто. Не знам, треба да се изгради мост, ќе го направиме тоа брзо, нема да го направиме земајќи ги предвид сите фактори, со идеја дека мостот треба што побрзо да се стави во употреба за граѓаните. Еден од најпознатите теоретичари на популизмот, Кас Муде, вели дека има неколку теории кои го вклучуваат, значи, концептот на таа опозиција помеѓу луѓето и елитата, како на пример што е социјализмот. Значи, ја базира конфликтната ситуација на концептот на класа. Национализмот ја базира на концептот на нација. Но популизмот ја базира оваа конфликтна ситуација на моралноста. Мислам дека тоа го испуштивме во представувањето. Муде вели дека иако дури и во нивната сопствена нација, популистите гледаат на основната опозиција помеѓу луѓето и елитата, иако тие луѓето и елитата можеби имаат различни социоекономски интереси, ово не се должи на класата, туку најмногу на моралноста, тоест неморалните елити и моралниот чесен добар народ. Некој вела дека популизмот не е идеологија, туку повеќе менталитет, реторичка манипулација или само стил на водење на политика. Одредени автори велат дека е само едноставна алатка за социјална и политичка мобилизација, одредени социолози и филозофи дури велат дека тоа е само ново име за еден прилично стар феномен, феноменот на политичка демагогија, која постоела веројатно од кога постои човечкото општество. Што е според тебе најточно од овие дефиниции? Не би бирал некоја најточна дефиниција, меѓутоа има три некои главни пристапи кон истражување на популизмот. Како што го споменав Муде, тој е представник на таа идеолошка или дискурзивен пристап кон истражување на популизмот. Понатаму го има Курт Вејланд, кој е следбеник на политичко-стратегискиот или организацијски пристап, кој мислам дека тоа најмногу одговара во поинструментален пристап, да. Така е, тоа е поинструментален пристап, го дефинира популизмот како политичка стратегија преку која персонализираниот лидер или харизматичниот лидер бара власт или ја извршува власта на основа на директна, непосредна, неинституционализирана поддршка од голем број на главно неорганизирани следбеници. Сега исто така од друга страна има еден помалку застапен пристап, тој е социокултурниот, иако е многу интересен тој пристап, меѓутоа јас не сум го користел во своите истражувања. Представник е Пјер Остиги или Остигај. Тој едноставно го нарекува популизмот мафтање или перчење со тоа што е ниско во политиката. Значи ја дели политиката на ниско и високо. На високо е она за кое постојат некои поголеми консензуси, како на пример либерализмот, национализмот и така натаму, и постојат поголеми метаидеи. Метаидеи и постојат политичари кои извршуваат политиката, кои се однесуваат на еден достоинствен културен начин, костумисани и сето тоа. Сега, популизмот го идентификува она што не е на тоа високо ниво, она што можеби не е кажано, не е дефинирано и го вади на површина. А јас би рекол дека популизмот е пред се стратегија за политичка мобилизација која користат и политички партии и општествени движења. Може би некој да каже дека и стратегија за политичка партиципација која што би ја користеле граѓаните. Сега таа стратегија или тие две стратегии се темелат на конкретен светоглед што веќе го поминавме. Значи тоа е светоглед кај што граѓаните, обичните луѓе се во некоја супериорна морална позиција, елитите се во деградирачка морална позиција и имаме плюс дополнителен елемент на таа ние наспротив вие перспектива, логика. Добро, едноставно и кратко прашање. Кои општествени групи се склони кон верување во популистички идеологии, поддршка за популистички движења и партии и зошто? Накратко спомена дека се работи најчесто за исклучени сегменти од општеството. Ама што значи тоа? И постојат ли други сегменти кои да речеме се склони кон верување во популизам или се податливи за продавање на ваков тип на идеологија, менталитет, политичко актерство и така натаму? Значи прашањето може е кратко, ама одговорот е многу комплициран. Знаеме веќе од научната литература дека некои фактори во некои контексти излегуваат како поважни, а во други контексти не се едноставно важни. Класични два аргумента што најмногу се тестирани на Запад и што може најмногу одговараат во развиените западни демократии се дека тоа се луѓе кои што се наоѓаат пониско на социоекономската скала или дека се тоа луѓе што имаат потрадиционални вредности. Некогаш и мешавина од двата аргументи, некои автори наоѓаат
дека овие два фактори, значи повеќе го засилуваат побарувачката за популизам меѓу општеството. Понатаму имаме една друга интересна теза што се вика теза на деклинизмот. Според оваа теза, тоа популистички насочени би биле луѓе кои што веруваат дека општеството се наоѓа во една негативна насока, односно дека постои негативна општествена динамика. Значи тие не мора да бидат ни сиромашни, ни богати, него едноставно постои само една верба дека општеството се движи во дека работи тоа да лошо. Да, дека работи тоа да едноставно лошо. Последна теза што е многу интересна и што е многу популарна е таа за незадоволни демократи. Значи тоа се луѓе кои што имаат високи преференции за ефикасна демократија, на кои што им е стало демократијата да ги представува размислувањата на граѓаните, меѓутоа паралелно на тоа гледаат дека демократијата и нејзиниот развој не се одвива како што треба. Ние наоѓаме дека кај нас луѓе најмногу насочени за популизам се тие што перцепираат дека институциите едноставно немаат доволен капацитет да ги вклучат луѓето во политичките процеси. И тоа го гледаме јасно како се зголемуваат перцепциите дека институциите се неефикасни, значи во овој специфичен дел вклучувањето на обичните луѓе во политичките процеси, ние имаме многу силен ефект и по интензитет и по статистичка значајност дека токму тоа се тие луѓе. Други два ефекти кои што се појавуваат као значајни, меѓутоа со многу послаб интензитет, е дека тоа се луѓе кои едноставно веруваат во традиционални вредности и кои сметаат дека општеството, на пример, оди во насока кај што овие традиционални вредности се повеќе и повеќе се искривуваат, да. Трета работа што ја наоѓаме силна асоциација со менталитет подржан од овие теории за конспирации, теории на заговор. Значи има корелација меѓу тие две работи. Има јасна, исто така многу силна, меѓутоа немаме баш теорија за оваа работа. Ова се приметува секаде во светот. Луѓе што повеќе веруваат во теории на заговор, на крај завршуваат и повеќе да бидат насочени кон некои популистички ставови. Би рекол дека најсреќен ќе бев ако кажав дека тоа се луѓе кои се помалку образувани или немаат некоја критичка мисла, меѓутоа има многу примери кои би ме побиле тоа. Мислам дека тоа е чист стереотип кој не е точен, да. Така. Значи многу побитно е тој патот кој треба една личност да го извади за да стане следбеник на некоја популистичка идеологија. На пример, видеоигриците знаат да бидат прилично добар драйвер за младите луѓе кои инаку се паметни, сакаат, не знам, програмирање, добри ученици и сето тоа, меѓутоа самиот тој екосистем на игриците знае да ги направи да следат некои подесни идеологии или популистички идеологии. Имаме гледано многу примери каде што и целото општество или многу голем дел од општеството се свртува кон некои популистички идеи, така да би рекол дека никој не е имун на популизмот. Можеби една одлика на луѓето кои во некој момент од некој мејнстрим определеност се свртеле кон некој популистички пристапи, а некој умор од тоа што се нарекува политика како нешто вообичаено. Мејнстрим политика, мејнстрим политиката. Значи некој умор каде што сепак време е да се пристапи кон некои поедноставни решенија. Добро, популизмот особено во Европа е појако има осцилирачка природа, односно некогаш се појава посилно, некогаш замира, зависно од условите. Денес се движиме кон оно што некои автори го нарекуваат четврти бран на популизмот. Ако претходните бранови беа евроскептични, антимигрантски, зборуваме за 70, 80, 90, денес популизмот е стимулиран од серија кризи кои почнаа со финансиската криза во 2007, мигратската криза од 2012, на која несрекно се надоврза и пандемијата со COVID-19 во 2020 и руската агресија врз Украина од 2022 година. Знаеме дека погонското гориво на популизмот се кризите и несигурноста кои тие кризи ја создаваат кај луѓето. Се создаде ли совршена бура за развој на популистички движења и партии низ Европа и кои други фактори придонесоа кон ваквиот развој на настани? Прво би понудил два контрапримери за кризите како одредници за популизмот, Полска и Турција, затоа што Полска можеме да кажеме дека беше и се фалеше со тоа дека една зелена оаза во мапата на земји кои беа погодени од финансиската криза и тие беа прилично економски резилиентни, но сепак таму се издигна ПИС како главна партија. Да. Од друга страна и Турција исто така долг период, сега не, меѓутоа долг период беше стабилна економски и напредуваше економијата, а повторно дојде на власт Ердоган и се одржуваше. Така да не е само кризата како феномен. Би се навратил на претходното прашање, тоа е дека фрустрацијата многу често
е главниот, би рекол, драйвер за популизмот. Значи, фрустрацијата со тоа, со едни исти политички елити, едни исти партии, а гледаме дека се уште има кризи, не се решаваат проблемите или некои проблеми се ставаат под тепих, се оставаат за некое друго време. Па мислам дека овие фактори дефинитивно се зголемуваат. Имаше повеќе настани во изминатиот период на глобално ниво кои што придонесуваат до таа некоја недоверба и кон институциите, и кон елитите кои што го водат општеството. Сега за ова вистински да биде некаква експлозија, потребни ни се и актери кои што таа ситуација ќе експлотираат во насока да посочат дека системот е тој што е проблематичен, и затоа обичните луѓе треба да ги земат работите во своји раце. Значи, мислам вака, тоа е еден впечаток мој, дека не се само кризите, него ни се потребни некои плюс актери, а гледаме често во изминатиот период дека популистички движења се финансираат и од други земји или се поддржуваат од други земји, и мислам дека популизмот влегува као некој дополнителен елемент на една глобална, некое глобално несогласување што го гледаме помеѓу западните земји и земјите кои што не се кои не припаѓаат во таа западна развиена демократија. Значи добар е како инструмент. Ја спомнаев дека наредната година во јуни ни следат изборите за Европскиот парламент, како што сега стојат работите, веројатноста популистичките партии да освојат многу поголем број на мандати во однос на сегашниот состав е многу голема. Покрај традиционалните, јас би рекол, и леви и десни популисти како Фидеш, АФД, Ди Линке, Герб, Подемос или Фрателли d'Италија, на списокот ќе се најдат и многу нови популистички движења и партии кои ќе го сменат ликот на Европскиот парламент. Сепак вистинското прашање за нас е како ќе се одрази ова на нас. Дали ќе влие негативно на нашите аспирации за интегрирање во или токму ова се партиите кои ќе донесат промена на подобро? Може тоа да е така, меѓутоа мислам дека во глобала популистички партии се главно насочени против проширување, насочени се кон евентуално ако станува збор за леви популистички партии може да бидат поблаго наклонети кон проширувањето, ама ако станува збор за десните што се и овие што беа прочитани повеќето беа десни партии, тие повеќе тераат агенда во насока на спречување на проширувањето, и не само спречување на проширувањето, него и спречување на која било меѓунационална интеграција како таа во Европската унија. Значи јас мислам дека кога ќе се прошири листата на партии во парламентот, дека проширувањето и понатака ќе биде прилично потешко. Има едно генерално видување дека популистичките партии во Европа се по дефиниција ксенофобични и против проширувањето на Европската унија, иако тоа не е така. Сега уште у 2014 година председателот на Европскиот парламент, тогашниот Мартин Шулц, рече дека популизмот е закана за стабилноста на Европската унија, но има и многу други автори кои кажуваат дека популизмот може да игра и една многу еманципаторска улога. Сепак не сите популистички партии се против проширувањето. Да, ако ги земеме западноевропските, како например Ле Пен, АФД или Фрателли d'Италија, тие се против проширување и можат многу лесно да го искористат стравот од странците и преоптовареноста на миграцијските системи, од тоа да кажат дека не сакаме веќе проширување на Европската унија. Од друга страна, можеме да видиме дека Фидес со сите своји маани внатре во Унгарија многу позитивно се однесуваат кон проширувањето за нај. Инсистираат и дури велат дека треба да ни се прогледа кроз прсти во однос на владење на правото. Значи тие на тоа му пристапуваат прагматично затоа што сакаат подоцна да имаат сојузници внатре во Европската унија. Замислете ги Вучич и Орбан заедно како еден блок во Европската унија. Доскоро сметавме дека популистичките движења и партии не се наш проблем и дека неефективно би ги отфрлиле и не би им оставиле простор за развивање, а потоа од ненадеж или можеби од една сосема поинаква идеолошка позадина која првично не беше популистичка, се појави партија која буквално по книга ги исполнува сите карактеристики да биде наречена популистичка. Што доведе да и кај нас се појави еден ваков тип на партија? Се чини дека овој бран во Македонија нема да застане на една партија, така барем јас можам од оваа перспектива да шпекулирам. Каков е тој специфичен македонски политички развој кој придонесе популизмот да зафати корен кај нас? Социоекономската ситуација, потрошеноста на традиционалните актери на политичката сцена, фрустрираноста со константните идентитетски иритации на патот кон НАТО и ЕУ или можеби нешто сосема друго? Кој е гласачкото тело кое поддржува популистички партии кај нас? Би рекол дека како основа ние имаме
супер основа за развивање на популизмот овде, затоа што сите сме раснети со тоа чувство на неправда која ни е направено на нас како македонци или како граѓани на Република Северна Македонија. Така да не би рекол дека не заобиколи тој проблем и претходно. Има многу студии кои укажуваат на владењето на Никола Груевски и ВМРО како популистичко владење. Меѓутоа, еве, да се задржиме на моменталниот феномен, целите на партијата Левица, кои самите си кажуваат, таа имаше еден текст во тоа свртување кон популизмот, каде што буквално го користат Лаклау за да објаснат на своите следбеници дека го користат популизмот како една алатка, метод на владење. Најмногу има млади кои се следбеници на Левица моментално. И би рекол дека тука гледам една интересна одлика, тоа е контризмот. Млади кои се израснати со 4chan, со тој пристап на shit posting, значи секогаш да се фрустрираат луѓето кои сакаат да бидат политички коректни и така натаму. Не дека некој верува на вистина во некои нацистички пристапи, меѓутоа заради забавата од контрирање тоа се прави. Да, спомнав претходно дека ние лоциравме во наше статистичко истражување неколку фактори, од кои што најважна е таа перцепција дека институциите едноставно не ги адресираат барањата на луѓето. И со оглед на тоа дека имам такви податоци, некако сметам дека тоа е главниот некаков пуш за популизам во земјата и секундарно кажав традиционалните вредности и оваа верба во теории на заговор. Ние можеби сега имаме една изразито популистичка партија со силен онаков антиестаблишментски дискурс. Меѓутоа тој дискурс антиестаблишментски, тој дискурс дека народот или луѓето носат некоја добра морална насока, не е само исклучен во рамки на таа партија, туку ние го гледаме во скоро сите партии во Македонија. Еве, например, идејата дека народот е супериорен, ќе чуете од еден сет актери, друг сет актери ќе ви кажат дека граѓаните се некои супериорни и дека они ги служат. Сега, тие се некои поголеми партии, не може нужно да се класифицираат како популистички, меѓутоа користат популистичка реторика. И кога ќе излезат со таа реторика во јавноста, се надеваат дека луѓето кои имаат популистички ставови ќе придонесат некако кон нивната, да речеме, изборна агенда. Така да, од многу работи ќе зависи дали ќе се појавуваат други партии. За оваа што беше веќе спомната со силен антиестаблишментски дискурс, ќе зависи како она ќе се покаже во следниот период. Можно е да ги фати повеќето гласачи со тие популистички ставови, да не остави простор за други. Меѓутоа, ако се остави простор, ако не се покаже, ако не ги оправда популистичките барања, за кои што патеме многу тешко да се оправдаат често. Доколку не ги оправда, може да има простори за други актери, а јас лично и не се сомневам дека големите партии ќе продолжат со популистички дискурс, може би во помала мера од овие помалите и во следниот период. Наместо заклучок еден мал совет. Ако некој константно ви вели дека не сте виновни за ништо, дека секогаш некој друг е крив за вашите проблеми, дека сите политички елити и сите политичари освен тие самите се виновни за се, дека имаат брзи и магични решенија за проблемите, дека под нивно водство ќе доживеете лична и семејна природба, финансиска и морална, дека ќе ги вратат времињата кога сите бевме срекни и сплотени, дека ќе доживееме национална ренесанса, дека сите криминалци и измамници преку ноќ ќе бидат пратени во затвор, дека ќе станеме фактор во регионот и дека ќе имаме највисок раст на бруто домашниот производ во Европа, продолжете да верувате во бајки. Иако за волја на вистината, новопечениве популисти не се први што ни ги раскажувале. Може би треба да го смениме жанрот од научна фантастика во нешто пореално, ама па тоа е тешко за читање. До следниот подкаст, поздрав до народот од вашиот водител Ненад Марковиќ.